Младите денес се помалку знаат што значи бракот, која е улогата на семејството и децата. Експертите предупредуваат дека во државата недостасува соодветна едукација. Токму поради ова статистиката покажува се поголем број разводи отколку склучени бракови. Едукација во рамки на училиштата и предбрачни советувалишта се клучни во создавањето на здраво општество. На меѓународниот ден на семејството експертите велат дека е важно да се посвети поголемо институционално внимание за одржување на овие вредности. 10-15 години од сега постоеше брачна и предбрачна едукација. Денес ја нема. Нашиот институт се залага за враќање на оваа форма на едукација. Не само како подготовка на брак, меѓутоа да имаме и некои семејни советувалишта каде што младите луѓе, односно брачните партнери, родители, ќе имаат каде да се обратат кога ќе најдат на некаков предисек. Фондот за население на Обединети нации нагласува дека политиките за поддршка на семејствата треба да бидат родово одговорни за да бидат ефикасни. Сметаат дека се потребни повеќе инвестиции за поддршка на семејните политики, бидејќи тие се суштински пат за градење на поинклузивно, правично и просперитетно општество. Добро осмислени и дарежливи политики за поддршка на семејствата се во корист на поединците, семејствата, компаниите и општествата во целина, а исто така тие го зајакнуваат капацитетот на земјите за да се справат со демографските промени. Дека младите се помалку толерантни и живеат во побрзо време со поинакви услови, сметаат и граѓаните. Ние постариве колку толку некоја толеранција имаме и ке се скараме и ова и она. А ова младиве сега се оставаат одма. Семејството порано беше подруго, сите бевме заедно, сега се децата секој на своја страна. Па се почитуваат, зависи кој како живее, дали семејно, колкао семејство имаат, нели? Колку школа завршиле, од каде се шо се. Министерот за социјална политика нагласува дека визијата на оваа влада е општество во кое секој дете ќе има можност да расте во сигурна, грижлива и потикнувачка средина. Тој најави низа законски измени за унапредување на семејствата. Унапредување на системот за згрижување со отворање на нови центри за поддршка на згрижувачките центри. Изработка на нов граѓански законник со што ќе се унапредат семејно правните односи. Од 1994 со одлука на Обединети нации 15 мај се одбележува како меѓународен ден на семејството. Мирена Давидовска, Сител телевизија.